Доброчиња! Јас сум Биби, вашата другарка Биби. Јеј! А ова е азбуката на моите омилени нешта. Да се прилагоди гласот според хероите во детските анимирани серии е вистинска умешност. Најтешко е да им се допаднете на најискрените критичари. Стана препознатлива по серијата Светот на Биби. Незиниот глас се крие зад главниот женски лик. Сладјана Војошевиќ ја освои најмладата публика, која всушност ја даде до вербата. Тимов кој што е зад Биби се млади родители и нивните деца всушност биле тестот, првата жири комисија на која што им биле пуштени повеќе гласови кои што им се допаднале на возрастните, но морало овој филтер од деца да помине низ тој филтер. Магијата настанува кога ќе се спои гласот и анимираниот дел. Нас ни пристигнува сценарио кое што го читаме заедно со останатите актери во студиото, а потоа врз основа на тие гласови или пак паралелно се создава анимацијата, но ние немаме можност да ја видиме анимацијата додека сме во студио. Понатака, доколку аниматорите ја завршуваат анимацијата, па доколку треба нешто да се надополни, ние гласовно го надополнуваме. Соживувањето со улогата е клучно за да се совпаднат гласот и насликаниот лик. Сите ние си го имаме детето во себе и е само многу важно од време на време да го будиме. Овој пат мене се случи проект кој што ми овозможи да го разбудам детето во себе. Освен зад Биби, гласот на Сладјана се крие и зад други ликови од серијата. Што е ова? Маче! Одвратно маче! Од тебе никогаш нема да стане вистинска вештерка. Никогаш! Се знае како треба да се смее една вештерка. Еве вака! Важно е да не им се урни илузијата на децата, дознавајќи дека зад ликовите од серијата се кријат вистински луѓе. Дури кога родителите ќе го споменат тоа, јас велам, јас сум и другарка на Биби, знам да зборувам како неизе и слично. Се да остане во нивните главчиња, да остане Биби тоа мало палово девојче. Тие знаат да бидат и партнери и да ве извадат од непријатна ситуација. Се случи технички проблем, се расипа микрофонот. И бидејќи беше 1 април, викам, ова е сигурно масло на Боби, тој ми го има расипано микрофонот за да ми направи 1 априлска шега. И детенцово се врти на цела публика и вика, дечки, ова е масло на Биби, на Боби, тој го прави ова, сака да и направи 1 априлска шега на Биби. И буквално сите деца разбра. Сладјана денеска е дел од ансамблот на Турскиот театар во Скопје. Во минатото надсинхронизирала ликови кои биле дел од анимирани филмови во производство и на странски продукции. Нашата задача е буквално да го имитираме актерот кој што веќе ја создал улогата, всушност да ја доловиме неговата динамика на говорење, неговиот тон на гласот. Буквално треба да се прилагоди само македонскиот јазик, на странскиот јазик, должината на реченицата и да се погоди липсингот, да се вели. Значи, буквално отварањето на устата на ликот. Ајде сега чао, а вие повторно да дојдете за заедно да се забавуваме со приказните на Биби.